царството на Отецот и Синот и Светлиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Christ is risen from the dead, trampling down dead by death, and loosing the tomb, bestowing life. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Во мир на Господа се помолиме. Господи, помилуй. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За небесен мир во целиот свет, за добро состојба на светите Божи цркви и за соединување на сите да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет край и за оние што влегуваат во него, со вера, побожност и страх Божи, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За високо преосвещенешиот митрополит наш Методий, за честното свещенство, Христа јаконство, за преподобното монаштво, висиот црковен клир и народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој град, за секој град, земја, и за оние што живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благорастворување на воздухот, за изобилие на земни плодови, мирни времења, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За оние што плуват, патуваат, боледуваат, страдат, за заробените и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да не избави од секаква тагавност и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Заштити, спаси, помилуй, запази не Боже, со Твојата благодат. Господи, помилуй. Сполнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети, самите себе еден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи, зашто Тебе ти приличи секоја слава, чест и поклонение, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во
humble steps in another and our whole life to Christ, our God. To you, For yours is the dominion, the kingdom, the power, the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and unto ages of ages. Slava Otcu i Synu i Świętemu Duchu, i nynie i prysno, i po wieki wieków. Amen. Jedynorodny Synie i Słowie Boży, bezsmертne si izvolili spasenije našego radi, voplotiti svjatija Bogorodici i pristojeni Mariji, nepreložno očelovečerisja, razmisjaše Hriste Bože. Smrtiju smrt popravi, jedinci svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu. Spasi nas. Атика, мир на Господа, да се помолиме. Господи, помилуй. Zaštiti, spasi, помилуй, запази на Боже, со Твоята благодат. Господи, помилуй. Спомнувайки пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Всекувежлива Мария, со сите свети, самите себе, един друг и светло живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Защо си благ и човеколюбив Бог и Тебе слава Ти възнесуваме, на Отецът и Синът и Светия Дух, сега и всекогаш и во вечни векови. Амин. Нека се веселат небесата и нека се радува земята, зашто Господ ја покажа своја сила. Со смртта ја уништи, стана праведец меѓу мртвите и не избави од отровата Адова и на светот му даде голема милост. Премудрост просто придите, Богородиця, и падеко Христу, спасени Сине Божий, воскреси из мертвых, поешь ты, аллилуйя. Нека се веселят небесата и нека се радува земјата, зашто Господ ја покажа својата сила. Со смртта ја уништи, стана праведец меѓу мртвите, не избави од отробата Адова и на светот му даде голема милост. Слава Отцу и Сину и Святому Духу,
со телото примено од Тебе, Синот Твој и Бог наш. Откако прими страдање на крстот, не избавио нас од распадливоста, како черове кон љубе. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Зашто си свет, Боже наш, и Тебе слава Ти возвестуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Святый безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый безсмертный, помилуй нас. Да внимаваме мир на сите вас. И Духови Твоему. Нека биде милоста Твоја на нас, Господи, онака како што Ти се надеваме. Радувајте се праведници во Господа, на праведниците им прилега да славуваат. Премудрост, Од делата на светите апостоли чтение, Да внимаваме од едни Петар с незин присветите, што живеа во Лида, таму пак најден човек по име Ене, кој цели 8 години лежал на постела и бил патен. И Петар му рече: Ене, тебе те исцелува Исус Христос. Стани со Христија постелата твоја, и тој стана Петар. И го видел што живеа во Лида и се обрна кон Господа. Кој опија се дојде рече на ученица кој име Тавита, што значи сестра, дава им поглед на Господиња и го видела и призраче. И се случи во тие дни да се раздвои и да умре. Што беше Христија ја положија во горната одаја, а бидејќи Лида беше близу до Јопија, учениците како чујат дека е Петар таму, испратија 2 човека при него, морајќи го да дојде до нив што побрзо. Петар се крена и отиде при нив, и кога пристигна, го одведеа во горната одаја и дојдоа кај него сите вдовици, плачејќи и покажувајќи му гивизите и облеките што ги беше правила срна, додека живееше со нив. Петар, откако ги истера сите надвор, падна на колена, се помоли, па се обрна кон телото и рече: Тавита, стани. И таа ги отвори очите своји, па кога го виде Петра, седна, а Петар тогаш ги подаде рака и ја подигна, и штом ги повика светите и вдовиците, им ја предаде жива,
I ova se razglasi po cijela Judeja i množina poveruva po Gospoda. Mir na tebe, što mi čitaše. Премудрост, простом да го изслушаме Светото Евангелие, мир на сите вас. И духови Твоему. Ке се чита от Светото Евангелие според Йован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време си скачи Исус во Иерусалим, а во Иерусалим при овчата порта имаше бања по еврејски наречена Витезда, која имаше 5 тремови. Во нив лежа мнозина болни, слепи, куци и сушени кои очекува да се раздвижи водата. Зашто од време на време во бањата ангел Господов слегуваше и раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше од било каква болест да боледуваше. Беше таму еден човек кој боледувал 38 години. Исус, кога го виде како лежи и што му узна дека од многу години боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? А болниот му одговори: да, Господи, ама немам човек да ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата, додека пак јас дојдам, друг слегува пред мене. А Исус му рече: стани, земи си ја постелката своја и оди си дома. И веднаш оздраве човекот, ја зеде постелката своја и одеше, а тој ден беше сабота. Евреите пак му рекоа на исцелениот: сабота и не треба да ја земеш својата постелка. Но тој им одговори: оној што ме излече ми рече: земи ја постелката своја и оди. А тие го прашаа: кој е човекот што ти рече: земи ја постелката твоја и оди? Но исцелениот не знаеше кој е, зашто Исус беше се оддалечил, оти на тоа место имаше многу народ. А потоа Исус го сретна во храмот и му рече: ете, сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. А човекот отиде и им кажа на јудејците дека е Исус тој што го излечи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Let us say with all our souls and with all our might, let us say, Forgive us, O Lord Almighty, the God of our fathers, we pray
Твоята благодат. Господи, помилуй. Премудрост, да секогаш чувани по Твоята власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Protecionas en protectas ogata iugres. Grande Solon. For perfectly peaceful and seamless day, let us ask of the Lord. Grande Solon. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grande Solon. For forgiveness and remission of Our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Grande Solon. All that's good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. Grande For Solon. the contemplation of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grande Solon. For Christian end to our lives, peaceful without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grande Solon. Remember our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Mother of God, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. Through the mercies of your only begotten Son, with you who blessed, together with your most holy, good, and love-giving Spirit, now and forever and unto ages of ages. Amen. Мир носите вам. И духове Твоему. Да се возлюбим един со друг, и едnomислено да ги изповедаме. Отца и Сина и Святого Духа. Ису единосущую и неразделную. Вери со премудрост да внимаваме. Верувам во едниот Бог Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо, и во едниот Господ Исус Христос, Син Божи, роден од Отца пред сите векови, светлина од светлина, Бог од Бога вистински роден, нестворен, но сущен на Отца преку кого се станало. Кој за нас луѓето и наше спасение слезе од небото и се воплотен Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распал заради нас во времето на Понтискиот Пилат и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небо и седна одесна на Отца. И пак ќе дојде со слава да суди на живите и мртвите, неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ кој твори живот, кој излегува од Отца на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отца и Сина и го говори преку пророците. Во едната света соборна и апостолска црква исповедувам едно крштевање за прошка на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот во едниот век. Амин. I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and earth, and in all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who from us men and for our salvation came down from heaven and was incarnated of the Holy Spirit in the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered and he was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended unto heaven and sitteth at the right hand of the Father. And he will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceed from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke
prophets. In one holy, Catholic, and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Да застанем мирно, достойни со страх Божий да внимаваме, светите дарови во мир да ви принесеме. Милост мира, жертву хваления. Благодата на нашия Господ Исус Христос и любовта на Бога Отецът и Седмицата със Светия Дух да бидат со сите вас. И со Духом Твоим. Оре, да ги имаме сърцата. Имаме по Господу. Да благодарим на Господа. Достойно и праведно есть. Поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единослушной и неразделной. Победната песна, пейки, воскликнувайки, изрекувайки, говорейки я. Свят, 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 Господ Саваоф, исполнено и земля слави Твоя. Осанна вечный, благословен граде во имя Господне. Осанна вечный. Примете, ядете, ова е телото мое, кое за вас се прекршува за отпущање на греховите. Пийте од неа сите, ова е крвта моја на новиот завет, која за вас за мнозина се излева за отпущање на греховите. Твој дарови од Твоите, Тебе Ти ги принесуваме за сите и за Особено за пресветата, пречиста, презблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Ангелопијаше благодатне, чистая радуйся, и мати леку радуйся. Твой Сын воскресе тридневе от гроба, и мертвия воздвигнули. Люди веселитеся, светися, светися, нови Иерусалиме, слава Богу,
И дай ни се милостиво сърце да възславяме и възпеваме пречестното и величествено име Твое, на Отецът и Синът и Светия Дух, сега и секогаш, и во вечни векове. И да видят милостите на великият Бог и Спасител наш Исус Христос, со сите вас. И со Духом Твоим. Having remembered all the saints, again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the gracious gift offered and consecrated, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. As our loving God, who has received them at His holy heavenly, as spiritual altars offering spiritual fragrance, might send upon us divine grace, the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Lord, have mercy. Our deliverance from all affliction, red danger, and necessity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Have mercy on us, and keep us, O God, by Thy grace. Lord, have mercy. Thus the whole day might be perfect, fully peaceful, and sinless. Let us ask of the Lord. Lord, have mercy. Angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. Pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. All things that's good and profitable for our souls, in peace for the world, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. Thus we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. A Christian ending to our life, painless, blameless, and peaceful, and a good defense before the judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant it, O Lord. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. To you. И достойни Владико, со смелост неосудно да смееме да те призиваме, Тебе Небесният Бог Отец, и да говориме. Отче наш, којшто си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде вољата Твоја како на небото, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не ни воведувај во искушение, но избави ме од лукавиот. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and unto ages of ages.
Спаси ги, Боже, Твоето Духе, и благослови го Твоето наследство. Видеком светестили, приятно Духа Небесного, обретохом вероестиною, неразделне Троице поклоняемся. Постоянно себе и всекогаш и во вечни векови. Амин. Да исполнятся уста наша, хваления Твоего, Господи. Яко воплем славу Твою, яко сподобил, если нас причаститеся. Святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайна, соблюди нас во Твое святыни, безлегко учатися правде Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот какой прелестный Господь божественните, свети, пречести, небесный животворный, страшный Христовой тайны, достойно нам благодарим на Господа. Господи, помилуй. Заштити и спаси, помилуй, Боже, запаси ме, со Твоята благодать. Господи, помилуй. Изпросувайки цял ден совършен свет, мирен и безгрешен, самите себе друг и си от на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Защо Ти си осветление наши, Тебе слава Ти възнесуваме, на Отецът и Синът и Светият Дух, сега и всекогаш и во вечни векови. Амин. Умир да излеземе, Поимени Господни. да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, Ти кој ги благословуваш оние кои Те благословуваат и ги осветуваш оние што се надеваат на Тебе, спаси го својот народ и благослови го Твоето наследство, полнотата на Твоята црква запази ја, освети ги оние што љубат убавината на Твојот дом, Ти ни прослави ги со Твојата божествена сила и нас кои на Тебе се надеваме не оставај дарувај го мирното од свет на црквите Твои, на свещениците, благочестивите и православни християни и на сите луѓе Твои, зашто секое добро давање и секој совршен дар од озгора следува од Тебе, Отецот на светлините, и Тебе слава, благодарност и поклонение Ти го возвестуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Раз излиза
поведена тие во гробовите живот им даде. Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на својата пречиста мајка, светите славни и сехвални апостоли, светиот Отец наш Јован архиепископот цар грчки Златоус, на светите праведни богоци Јоаким и Јана и на сите свети, да не помилува и спаси, како благ и човеколюбен. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј ме. Амин, амин, По молитвите на светите Отци наши, нека Господ наш Исус Христос на сите нас ни дарува и телесно здравие и духовно спасение. Драги браќа и сестри, пошто спасението на човекот дојде преку мајката, мајката на мајките, Пресветата наша Владичица Богородица, во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, сакаме најпрво на сите мајки да им го честитаме празникот денешен, Mother's Day. Нека Господ Бог им дава сила секогаш за пример да ја имаат мајката на мајките, нашата Пресвета Владичица Богородица. Секогаш да ги пазат нејзините примери, а со тоа, преку нејзините молитви, Господ да им дарува и на сите мајки, и на нивните дечиња, па и на нивните сопрузи, и на сите луѓе на целиот свет да ни дарува телесно здравие и духовно спасение. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Нема човек што ќе ме спушти во бањата. Денес прочитавме во Светото Евангелие. Денес, драги браќа и сестри, често слушаме дека за извршување на некоја работа се бара соодветен стручник. Познато е дека денес за секоја работа се бара стручност. Но се повеќе се чувствува недостатокот на човечност кај луѓето. Светото Евангелие раскажува за еден болен кој бил напуштен од сите луѓе и кој залудно очекувал некој да му помогне. Спасителот во тоа време отишол во Ерусалим по повод на празникот Сеници и влегувал во познатата бања Витезда, чие име значи Дом на милосрдие. Наспроти нејзиното име, во бањата изгледа многу ретко доаѓаа милосрдни луѓе. Меѓу многуте тешки болни кои лежеле еден до друг, под 5 големи тремови во бањата, Христос здогледал еден несрекник кој цели 38 години чекал исцеление. Пред се да помислиме за таа страшна бројка, 38 години. Кога некој е болен и е прикуван за постела за 38 години, се смета за голема несреќа. Сите велат дека таквиот човек е тешко болен, а овој несрекник лежал 38 години и не очајува. Часовите поминати во среќа и здравие, народот вели, имаат криле, а часовите пак поминати во болест и маки дури немаат ни нозе. Несреќите и болестите ги кршат и цврстите карактери, па честопати читаме дека луѓето дигаат раци од својот живот, извршуваат самоубиства и со разочарување ја губат душата своја. Парализираниот болен од Евангелието, иеко лежал 38 години на едно место, неподвижен, не ја загубил надежта дека на крајот ќе се појави некој што ќе му помогне да влезе во бањата, кога ангелот Господов ќе ја раздвижи водата. Сигурно е дека тој честопати се загледувал во лицата на посетителите, за да пронајде во нив сочувство на добар човек. Но тоа го немало, дури и неговите роднини се вели, веќе одамна го заборавили. Но најпосле за него дојде денот на спасението. Дојде Спасителот, кој слегол на земјата за да ги спаси првин најразочараните. Сакаш ли да оздравеш? Го праша Христос директно болниот.
А тој одговори: да, Господи, само немам човек за да ме спушти во бањата кога ќе се замата водата, одговорил болниот. Слепите имаат водичи, хромите роднини, а јас немам никого. Како тоа тој да не можел да најде еден добар човек? Во Иерусалим во тоа време имало многу луѓе кои минеле и по улиците и во домовите и секаде низ градот и туристи, а и жители. Зар требаше Спасителот да дојде по тридневното заморно патување за да му помогне? Со ова чудо Христос ја подвлекол големината на милосрдието и ја разобличил немилосрдноста и суровоста не само на ерусалимските граѓани, туку и на луѓето од сите времиња, кои ги гледаат болните и маките на своите ближни, сепак ниту еден со прст не мрднува за да му помогне на овој парализиран човек. И денеска околу нас, драги браќа и сестри, имаме многу парализирани човеци, многу парализирани луѓе, не само телесно, туку и духовно. И секогаш тие луѓе бараат човек, некој да ги спушти во бањата, односно да се помоли пред нашиот Господ и Спасител за Бог да ги помилува. Од ова денешно Евангелие да се подучиме сите, ние да бидеме тие луѓе, тие да бидеме тој човек за некој друг човек. Секогаш во нашите срца да го имаме за пример нашиот Господ Исус Христос и кога ќе видиме дека на човек му треба помош, да му помогнеме. Во овие тешки денови на пандемија, кои еве завладеа низ целиот свет, многу луѓе денеска лежат во своите постели и немаат човек кој да ги спушти во бањата. Немаат човек кој барем една чаша вода да им даде да се напијат. Затоа, оние кои се здрави, со сите превентивни мерки, нели со носење на маски, со носење на раквици, нека испаднат и нека им помогнат на оние кои навистина им треба помош. За кога ќе застанеме пред Бога, дека тој човек да може да не оправда за сите наши постапки во нашиот живот. Нека Господ Бог на сите нас во овие тешки денови ни дава сили да можеме да бидеме тој човек кој ќе го спуштиме нашиот брат и ќе му помогнеме на нашиот брат во секое време и невреме, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да сте живи и здрави.